Благодарам, колешке, на репликата. Меѓутоа, со навраќање и со статистички податоци не се решава актуелниот проблем на тутунарите. Ако сакате да зборуваме статистички, ниту имате право, нити кредибилитет конкретно ова парламентарно мнозинство, кое што беше на власт истата структура, зборувам како партии, и во 2005 година. 40 денари беше просечна цена на откуп на тутун. Ветивте 30 денари со судни маки, со протести, каде што ги тепавте, ги затваравте тутунопроизводителите и им исплативте 15 денари. Затоа не сакам да навлегувам и да се враќате на оваа ситуација. Зборувам како сега да најдеме решение. Ниту имате кредибилитет, ниту со што да се пофалите кај тутунопроизводителите. Оваа гарнитура секогаш ги запоставувало. Затоа не бараме кај се ситуациите како биле претходно. Ако било, се дават субвенции, вие овие количини кои што ги спомнувате. Па зошто ние даваме субвенции, нели? Со субвенционирање треба да се зголеми производството, да се покријат одредени трошоци, за да може да биде порентабилно, што поголем број на граѓани да го произведуваат. Се станува збор за сериозна бројка на граѓани, директно или индиректно, преку 70.000. Внимавајте, 70.000 граѓани се засегнати индиректно, а директно 35.000. Овие вработувања треба да донесете, како што со вашата динамика ќе ви требат 100 години да донесете странски инвестиции да може да вработите толку луѓе. Затоа уште еднаш ве повикувам, немојте да навлегувате во статистички податоци, дајте ова што го предложивме. Надминете се како власт, надминете сте, прифатете ги, оние за кои што сметате дека ќе имаат резултат, заедно со опозицијата ви стојаме на располагање, се со цел маката на тутунопроизводителите да биде вредната. И истите ќе не можат да обстанат. Екзистенцијата на овие семејства е загрозена. Уште еднаш ќе потенцирам, жалосно е на овие дечиња да им се одзема лебот од уста. Ви благодарам.